Почитувани ученици, добар ден. Денес се најдуваме на часот по социологија, а пред вас е професорот Трајан Крстевски од гимназијата Свети Наум Охридско-Македонски Брод. Ќе говориме за еден од најпознатите социолози, Емил Диркем. Целта на денешниот час е да се обноват претходните знаења, како и да се прошират истите со нови и увиди значењето на Диркем во проучувањето на општеството, со тоа и за социологијата. Очекуваниот исход од оваа лекција ќе ни биде да на крајот од часот добиете јасна слика за учењето на Диркем и неговиот допринос во развојот на учењето за општеството и за социологијата воопшто, како и можност за препознавање на неговите ставови. Претходно да се подсетиме, нека биде тој преку бура на идеи, за нешто што веќе ви е познато. Што се сеќавате за Диркем од минатата година? Нели прошлата година го проучувавме во кратки црти неговиот допринос за социологијата. Во кој период живее и твори и на кој смер во социологијата припаѓа Диркем? Во што се неговите заслуги за социологијата? Што е предмет на проучување на социологијата? Што е тоа аномија? Диркем живее во втората половина на 19 век и почетокот на 20 век и е познат француски социолог, темелувач на социологијата, уведувач на социологизмот како правец во социологијата. Неговиот допринос за социологијата е во тоа што и неговото значење ја популаризира социологијата преку забрзано предавање на истата ширум Франција и издавање на посебно списание, социолошки годишник, во кој соработува и се објавуваат трудовите на повеќе мислители од тој период. Она што е најзначено, тој го зацврстува предметот на социологијата, одвојува социологијата од теологијата, филозофијата и другите науки и афирмира нови методи и техники во проучувањето на предметот, односно позајмувајќи од природните науки ги адаптира за потребите на социологијата, односно проучувањето на општеството. Во стартот тој го воведува социологизмот како нов правец, теорија во социологијата, односно е убеден дека општеството се проучува само со помош на општествените факти. Оттука општеството тој го сваќа како дел од природата, не како природна појава, туку како дел од природата, и во него колективната свест има превласт над индивидуалната. Тоа значи се појавува низ општествените факти и ја определува индивидуалната свест. Значи, колективната свест е примарна во однос на индивидуалната и таа го определува личноста како таква во општеството. Што се всушност општествените факти? Тоа се колективни представи, мемории, значи морал, религија, култура и слично. Зошто се битни токму овие факти? Зошто Диркем баш токму нив ги зема како основен клучен предмет за проучување на општеството? Затоа што единствено само општествените факти се тие кои го надлеживуваат човекот. Значи, тие човекот не станува, умира, народски кажано, а општествените факти продолжуваат да обстојуваат во општеството. Посебно во неговото дело има учењето за местото на поделбата на трудот во општеството. Зошто? Затоа што смета Диркем дека таа има социјална функција
е извор на општествената кохезија во општество. Она што го поврзува општеството, го интегрира општеството, го држи во кондиција, односно општествената солидарност. Поделбата на трудот може да биде развиена и неразвиена. Поаѓајќи од степенот на општествената интеграција, тој разликува два типа на општества. Општества со механичка или на механичка солидарност и општества на органска солидарност. Општествата со механичка солидарност се карактеристични за пораните периоди, односно се одликуваат со неразвиена поделба на трудот, минимални нееднаквости помеѓу луѓето, денеска кажано класни разлики минимални, колективност, покорност на диктатор, на една личност, јавно мислење, традиција, принудност и слично. Додека пак општествата со органска солидарност се крајно спротивни и доминира развиената поделба на трудот, во која доминира специјализацијата на трудот и средствата веќе, со изразита индивидуалност, личноста има голема слобода во своето делување, видливи се веќе нееднаквости, класни разлики, владење на правото, демократски процеси и така натаму. Оно што е карактеристично и самиот Диркем говори дека тоа се два идеални типа на општества. Што значи тоа? Тоа значи дека едноставно и двата типа, значи рековме, се идеални типови. Диркем тоа го посочува, а што значи тоа? Дека како такви, како претходно што ги објасни, и општествата со механичка солидарност и општествата со органска солидарност во реалноста не се сретнуваат, туку некои комбинации мешавени од нив. Општеството во својот развој за Диркем има еволутативен развој. Тоа значи, одот во развојот на општеството е бавен, постепен, од попросто кон посложено, но тој е свесен и посочува дека тој од не е нужен и нема ист од кај сите општества, значи секој општество има свој пат на тој еволутивен правец на развој. Во таа интеграција на членовите во општеството напредува сепак индивидуализацијата, односно личноста како индивидуа. Во секој општество за себе создава комплекс на механизми со кои воспоставува општествена контрола, со која се обидува да ги ограничи индивидуалните склоности, како што се алчноста, апетитот, егоизмот и слично, со што би се нанело нешто непосакувано на другиот. Меѓутоа, и покрај таквото воспоставување на механизми на општеството, сепак системот на контрола во даден период може да попушти, да закаже, пак општеството не е во можност да ги води своите членови, да ги контролира до крај и да ги предводи на патот на поопштествувањето. Во едни такви услови се создава една состојба на безредие, беззаконие, народски кажам хаос, односно настанува една појава која Диркем ја нарекува аномија и истовремено предлага излез од таквата состојба. Тоа е состојба во која општеството почнува да се дезинтегрира, личноста е дезориентирана и запаѓа во неволји, тешкоти. Значи, завладува беззаконие, старите вредности, норми исчезнуваат, а нови се уште не се прифатени и воспоставени во општеството, всушност таа состојба Диркем ја нарекува аномија. Барањето на излез од оваа состојба, вели Диркем, обично, кај луѓето, обично е во општествено неприфатливи
ситуации однесувања, а една таква и најчеста е самоубиството. Што значи самоубиството е најчестата појава во овој период кога и Диркем живеа, и затоа на овој феномен му посветува посебно едно дело под истото име самоубиство. Самоубиството Диркем го третира како општествен феномен, за разлика од сите други науки кои го третираат како индивидуален чин. Диркем смета дека општеството е факторот кој што индивидуите ги донесува во состојба на самоубиство. Потука Диркем разликува, оѓајќи до општествената кохезија, 4 типа на општества, 4 типа на општествена кохезија, и на секој од тие типови разликува соодветен тип на самоубиство, Тие 4 типови на општествена кохезија се егоизам, алтруизам, аномија и фатализам. Егоизмот е состојба, односно општество во кое индивидуалното доминира над колективното, значи општеството нема многу контрола над индивидуалното. Сосема контра на егоизмот е алтруизмот, каде што колективитетот доминира над индивидуата, над личноста, и всушност доминираат вредности од типот лојален, чесен, саможртвуван, патриот и слично. Аномијата е состојба кога во општеството доминира безредието, беззаконието, а фатализмот е спротивност на аномијата, односно тука личноста е во стега на системот, на поредокот, тоест нема доволно слобода да се развива. Под истото име се јавуваат и 4 типа на самоубиства: егоистичко, алтруистичко, аномичко и фаталистичко самоубиство. Каде е надежта на луѓето во една ваква состојба? Диркем надежта им ја препорачува на луѓето дека е во религијата. Зошто? Затоа што Диркем смета дека таа ги одвраќа луѓето од разни размислувања, им помага како да живеат, како да ги совладаат неволите. Ова беше во кратко размислите за Диркем, а за домашна работа имате обврска, текстот што ќе го добиете, а се однесува на Диркем за типовите на кохезија и самоубиства, да ги проучите во групи, онака како што сме договорени, групите како што ги имаме формирано, па на следниот час ќе извршиме една дискусија, размена на мисли и слично. Ви благодарам за вниманието.